пред мене се двајцата министри, истите, кои што лани го добија датумот за преговори со Европската Унија. На денешната комисија се надевам дека ќе ви објаснат како датумот што го добија лани, по пат го загубија и не го добија денес. Но најпрвен мојата процедурална забелешка. На 18.10. испративме писмо до Министерството за надворешни работи согласно Законот за надворешни работи, член 6, каде што министерот има обврска да се обрати пред Комисијата за надворешна политика најмалку 2 пати годишно, а сметавме дека е ургентно и дека треба тоа да го стори минатата недела. Од Министерството не известија дека министерот е слободен да се обрати пред пратениците само во среда, четврток и петок оваа недела. Но гледаме дека за наместена комисија со провладени прашања, каде што ќе има аплаузи и пофалби, министерот е слободен и денес. Како и да е, европската интеграција изгледа дека станува пародија во самата Комисија за европски прашања. Затоа што колегата Артан Груби ја претвори Комисијата за европски прашања во комисија за сервилност кон владата. Ако на владата и се брза да даде закон за марихуана, му ставаат европско знаменце. Ако на владата и се брза да го смени законот за Академија за судии, му ставаат повторно европско знаменце и господинот Груби тоа не го одбива. Ако на владата и се брза да усвои некој закон за класифицирани информации, каде што надлежна комисија е таа за одбрана, Комисијата за европски прашања повторно е на располагање на владата. Но да не должа многу, тие злоупотреби не се ниту вчерашни, ниту пак сметам дека ќе завршат до 3 јануари, но само покажуваат колку оваа Комисија за европски прашања го злоупотребува европското знаменце и својот наслов за правење на услуги, политички услуги кон владата на Република Македонија. Денеска, почитувани колеги, амбасадори, пратеници, новинари, двајцата министри Димитров и Османи, кои ширеа лажни вести дека Македонија добила датум за ЕУ лани, денес ќе бараат изговори за правдање на реалните вести дека Македонија го доживеа својот голем неуспех. Министрите кои што пред една година потрошија 200.000 евра и го тераа народот да слави и да се радува по наместени музички хепенинзи, денес ќе испратат порака дека народот не треба да очајува и дека треба се уште да им верува. Дали е постигната целта за која што Македонија плати превисока цена? Не е постигната целта. Дали за тоа имаат одговорност Димитров и Османи? Денес ќе ви објаснат тие. Министрите Буер Османи и Никола Димитров денес ќе ви раскажуваат анализи за одговорноста на некои политичари од Данска, од Франција и од Белгија. Ќе ви зборат за Брекзит, за Турција, за Русија и за Кина, но нема да слушнете ниту збор за нивната одговорност, за гаранциите и лажните ветувања дека Македонија добила или ќе добие датум за Европската Унија. Наместо оставка и понесување на моралната одговорност, денес Османи и Димитров уште еднаш ќе ви понудат манипулативни објаснувања, ќе се откажат, сигурен сум, и Димитров и Османи дури и од своите лански изјави за добиениот датум, но нема да се откажат од своите министерски фотели. За нив тие се поважни од принципот на одговорност за неуспехот. Затоа, кога имате лажен датум, лажна прослава, следува и лажна отчетност пред Комисијата за европски прашања, каде што парламентарното мнозинство очекувам на најдобар можен начин да ги пофали и да им аплаудира на министрите кои што се одговорни за неуспехот. Ние не би учествувале во таква пародија. Комисијата за надворешна политика е закажана утре и доколку сакате реална расправа, аргументирана критика и вистински прашања, ве поканувам заедно со министерот Димитров утре да ни се придружите на Комисијата за надворешна политика. Денес не би сакале да ја расипеме вашата провладина забава. Ви пожелуваме пријатна расправа, многу успех и аплаузи,
а за одговорноста ќе се видиме на 12 април. Благодарам многу.